Двајца браќа и късметите. Чита Александар Стадојков. Си биле двајца браќа. Едниот богат, другиот сиромав. Сиромајот муждиел да брата си на ниво со надница. Вечерта си дошол од нива заедно со друзите аргати, седеле да вечераат и сиромајот му текнал отиѓа српот си го забореил на нива. Рипнал од трпезата без да јади тлеб и отрчал на нива за да си го земит српот. Кога приближил кај нивата, видел еден човек в нива кај туку збират класие. Дошол во нива и му рекол на лутеве на човекот што збирал класие: "Море човече, што збираш во туѓа нива класие? Дали знаеш од имат стопан таа нива?" "Јас никого не прашав, бре душко, ти јас сум стопанот од брата ти? Јас сум у късметот од брата ти, што му работам ноќе дење, еве и класието што се растурени кај туку избирам, за да не му се стори нешто зијан, да вака да ме знаеш. Туку ти што бараш сега во време на вечера?" "Море, брате, српот сум го заборел овде туки, затоа дојдов да си го земам." "Море, ете ти го српот на рамо, бре човече Божјо," му рекол късметот, "што си го оставил вечера и си дошол на нива да го бараш." Кога посегна со рака, вистина, српот му бил на рамо и му паднало како страм. "Деди, пуста сиромаштија моја," рекол сиромајот, "да бев имал късмет дека дојдов на овој ал што да не сеќавам да ти срп носам на рамо." "Деди, братко, деди да знаеш што късмет имаш ти," му рекол късметот. "Првиот од сите късмети, туку ти се сторил цар на късметите, да од тоа да ти работит, брате. Туку, ај, јас ќе ти сторам едно добро и ќе ти кажам. Нати го овој топус и стегни си опинците, да појдиш на онаа планина висока, и таму имат еден сарај, голем, кај што седит късметот твој воцар. По патот, што ќе стретиш луѓе што да прилегаат како мене, кај што ќе работат, прашај за патот и тие ќе ти го кажат. Кога ќе појдиш кај царот, ништо да не му сакаш отколку едно пиле што имат затворено в кавез, што носи катаден по едно јајце позлатено. Ако не ти го дадат, намавни со топузот и веднаш ќе ти го дадат. Ете, да се обогатиш наеднаш." Од кога му поблагодарил сиромајот, си го зел топузот и си отишол дома. Утрото рано си испрел патот. Одејќум попат, стрела еден човек што прилегал како късмет. "Добро утро, човече, ирлијат и орање." Тој само си орат и ич не му одговори, дури не ја истера браздата што ја ораше од нивата. "Дал ти Бог добро, пријателе," му одговорил орачот. "Ако дај Господ, кај си се упатил вака?" "Ќе ти кажам, пријателе, кај одам, туку прво ти кажи ми, оти ми одговори, дури не ја доора браздата од нивата." Море, пријателе, јас сум у късметот на еден чорбаджија, да треба да работам гологлаечки за да биде богат чорбаджијата." Тргнал и си го испреел патот. Поодел и стрел еден друг късмет кај го копал едно лозје. И нему му дал едно добро утро, и тој късмет бил од еден богат што му работил, и тој така му рекол. Поодил по потаќи и еве му еден човек кај туку збирал дрва. "Повози Бог, пријателе." "Дал ти Бог подобро," му одговорил од со дрвата. "Ја ела, пријателе, подкрени ми троа дрвата на рамо." "Многу арно, побрати ме, ќе ти подкренам," му рекол сиромајот. "Ама ќе те молам да ми кажеш ако знаеш кај седи царот на късметите. Те молам, стори ми едно добро." Колку за тоа јас ќе ти кажам, чунки јас сум на царот късметот што му чинам измет, ај повели по мене да те однесам дури в сарај." Му подкренал дрвата и го однесол в сарај. Влегол в сарај и едно го видоа вардачите го обколе за да го ватат да го бијат. Арно, ама едно намавнување со топузот и невиден би се сторија. И тогај му пошол кај царот во одајата, исповртал со топузот за да го бијат и му свикал на лутина: "А бре, што си се курдисал овде ти, амилели ти си мојот късмет, бре, што не станиш да работиш, бре, за да ме обогатиш, оти мене очите ми подбелеа за една корка леп.
Стани, врати, сега костите ќе ти издробам. Зар ти ќе бидиш ќе полу си ми седнал како некој дембел? Отпусти страјо од топузот, станал од столот и го текли Фил за тој да седнит и му рекол уште: Стопанине мој, било како било до сега, да ми простиш сега сакам. Јас сторив, ти не стори. Ама за од сега вамо ќе бидиш, ако сме живи и здрави, што чорбаджија ќе те сторам. Елата, влези во азното мое и земи си колку сакаш, ете да бидиш богат. Слушај ваму, јас пари не ќум, му рекол сиромајот. Ами ти го сакам пилено што е тво кафезон, друго ништо. А ако го даваш арно, а ако не, кажуј. Амон бре Стопане, не сакај го пилето ти и јас треба да загинам од моите, му рече късметот. Кога виде сиромајот и не му го даат, тргна топузот за да го биет. Од страв што го ватило, царот свикал и дотрчала војската на помош и малку се уплашил сиромајот. Арно туку набавнал со топузот и сите избегале со се царот. Си го зел сиромајот пилето и си отишол дома. Од јајцата што и продал се обогатил од мерата надвор. Ама и късметот после му работел.